Микробиолошката анализа на водата за пиење во Скопје е несомнено една можеби од основните проверки и можеме ли да констатираме дека скопјани пијат чиста вода за пиење? Па на почеток треба да кажеме дека микробиолошката анализа значи се врши секојдневно на сите тие примероци што ги земаме од сите мерни места во градот Скопје и вршиме значи анализа на негдека околу 35 секојдневно места, мерни места и микробиолошката анализа опфаќа сите тие параметри кои што ги налага правилникот за безбедност на вода за пиење и се врши секојдневно и со следењето на оваа анализа може да слободно да им кажеме на граѓаните на целиот град и околните населени места каде што поминува водоводната мрежа дека водата е безбедна за пиење и дека до сега не сме имале проблеми со микробиолошки наоди на некои примероци. Граѓаните често знаат да прашуваат, да констатираат па погрешно или непогрешно или да стравуваат за водата за пиење што минува од чешмите низ цевките и дека некој спој може да доведе да прашаме до нечиста или неквалитетна вода. Не, со самото тоа што водата значи на влез во водоснабдителниот систем се хлорира, целото тоа овозможува да водата низ целото течење, низ целата мрежа го задржи својот квалитет, значи нема можност од дополнително некое микробиолошко загадување на самиот примерок. На било кое место, на било која населба, во зграда, во сето тоа, значи нашиот систем се труди нивото на резидуален хлор што треба да го има таа вода, да биде насекаде ист и со самото тоа, значи што има водата хлор, ја прави анализата на, водата да биде безбедна за сите граѓани за пиење. Бидејќи навистина имаме еден урбан бум, брзо и динамично се шири. Па добро, у принцип проширувањето е повеќе во централното и тука блиску до централното градско подрачје, така да овдека доколку е потребно би ги зголемиле бројот на мерни места, но ние се трудиме значи секоја населба да е опфатена со 1 до 2 анализи во текот на денот. Така да таа програма редовно ја ревидираме и ако има потреба го зголемуваме бројот на анализи што се земаат, како што рековме, значи ние имаме теренска служба која што секојдневно оди во целиот град, собира примероци и после ги носи тие примероци за анализа. Сема на крај, бидејќи кажувате дека секојдневно вршите микробиолошка анализа, колку часа треба еве од тие примероци сето тоа лабораториски да помине? Видите сега, прашањето ви е многу интересно. Значи, во принцип, една микробиолошка анализа и треба 48 часа. Ние моментално сме опремени со опрема која што може сето тоа да го направи за многу пократко време, а сега, во скоро време, значи, планираме набавка на опрема која што целата таа анализа ќе ја прави за 2 до 3 сата. Така да на граѓаните ќе им овозможиме да бидат уште посигурни во водата што ја пијат. И сакам да нагласам дека слободно сите треба без некој страф треба да ја користат водата за пиење и ние гарантираме за нивната безбедност.